Дали некогаш сте се почувствувале дека некои невидливи сили ве држат заробени? Дали магијата може да ја зароби човечката душа и дали постои излез од тоа? Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Во денешниот Клуч сум заедно со Билја Ристич, која ни доаѓа од Белград, која што работи како здравствен работник, односно лабораториски техничар и која што е член во Христијанската црква Благовест во Република Македонија, и со Антонио Васев, исто така верник во Христијанската црква Благовест во Република Македонија, но од Скопје. Па за почеток, како сте, како се чувствувате? Па тука прекрасна убава атмосфера, прекрасна студија. Добро вече, hvala na pitanju. Odlično se osjećamo, atmosfera je odlična, lepa, opuštena u ovom studiju. Баш ми е драго, со вас денеска ќе позборуваме на тема магии, многу необично, но вие ќе споделите со вашите сведоштва, искуства токму на оваа тема. Па за почеток би те прашала, Антонио, од тебе, каков беше Антонио предходно, да ни раскажеш ако може? Да, секако. Мојот живот, ако се вратиме наназад кроз годините, по светски рамки беше исполнет со сите световни работи кои што ги живее еден млад човек. Тука се и пороци, тука се и сите оние завојнили од самиот средношколски живот, но тоа беа само маски кои што ги ставав за да го покрием она кое што ми се случуваше во животот, а тоа беше живот исполнет со страв и една ситуација во која што не знаев што ми се случува, а не бев сватен за истата, бидејќи не може луѓето околу мене да ме сватат. Каков страв, предизвикан од што? Па беше чуден страв кој што јас самиот на себе не можев да го опишам, бидејќи беше малце од оваа перспектива кога збориме денеска надреално, уште од мала возраст како дете, значи прв пат на 7 години почнав да гледам работи кои што со физичките очи на еден обичен човек не ги гледа. Тоа беа некои ентитети кои што од денешен аспект више знам како да ги опишам, но тогаш како дете не знаев што се случува и што се тие. Се обидав да ги објаснувам кај моите родители, кај моите ближни, но ја не бев сватен и наместо професионална помош, како мало дете да ме насочат, ја бев понесен по погрешни места. Сега од ова денешна гледна точка знам дека се погрешни, а тоа беа бајачи, гатачи, каде што бидејќи се работеше за нешто што е надприродно, како гледање на невидливи сили, слушање гласови, и тоа мене ми беше многу несоодветно, не секојдневно, што другите луѓе не го доживеале, ја не знаев како да им го објаснам. И тогаш се случува сите тие последици, и тоа се случуваше со години. И родителите, за да помогнат на некој начин, те водеа по бајачи, гатачи, надевајки се дека ќе се реши ситуацијата. Но што се случи понатака? Па понатака како се случува кроз годините сите тие појави, бидејќи тоа не беше еднаш, тоа се каеше како од основно, така према средно, кога дојдов више во средно, почнав да ги потискам тие, бидејќи више сватив дека никој не ме разбира, почнав да ги прикривам тие работи со тој еден бурен начин на живот, забави, пороци, во кој што западнав во свет со дроги, коцкање и така натаму, но длабоко во мене живееше еден страв кој што буквално јас секој вечер заспивав со солзи во очите и реченицата покажи ми го патот, не знаејќи кон кого го изговарам истото. Так, се чувствуваше отфрлено од родителите? Апсолутно да. Се чувствував отфрлено од многу аспекти. Се не ви навлагал толку многу длабоко во тој дел, но слободно кажи. Не, како втора дете, може да кажам, секогаш сум бил заден план, но тоа не е главната причина. Главната причина беше затоа што гледав дека не знаеа да ми помогнат. Сега јас не ги кривам родители како родители, верувам и не се единствени, и они се само луѓе кои што не знаеле како да се соочат со тие работи. Но
не само што не знаеле, туку ми напакостиле на тој начин што ме носеле по такви места. Сега од оваа денешна гледна точка. Знаеш, една беше интересно да кога ги посетав таквите исти луѓе, беше за мене занимливо бидејќи истите не можеа да работат со мене како некоја блокада да има, како некој звоно да имаше врз мене ставено. Тоа беше многу контрадикторно. Тоа беше како од една страна ја ги гледам сите овие ентитети и сите овие случувања, но самата посета на таквите места има влијание во мојот живот. Би рекол магиски влијание. Кога за прв пат го почувствува тоа магиско влијание врз тебе? Тоа беше негде после средно. Тоа не се манифестираше веднаш. Тоа, иако ме имаат носено од многу помал, тоа како да беше на стендбај и се чекаше правиот момент да почне регрес во мојот живот. Да ме донесе до тој степен да имам некоја депресија во мојот живот. И да почнам више да размислувам на суицидални помисли, значи помисли за самоубиство, и во тој момент се случи пресврт во мојот живот. Кога се случи пресвртот? И како? Беше многу фасцинантен момент. Моментот више знаеш, човек кога размислува на такви моменти немаше да изгуби и почнаа да се борат во мене два гласа. Како што спомнав, нели, од самото детство слушам гласови, но одека беа два различни гласа, контрадикторни, многу различни својства. Едниот беше брутален и арогантен, а другиот беше тивок и смирен. Но во даден момент каде што више бев конкретно готово решен да го направам тоа планот конкретен или за самоубиство, тогаш тој мирниот глас едноставно со некаква сигурност и авторитет само ми кажа смени атмосферата на собата кај што си и појди во дневната соба. И тогаш се случи таа промена каде што кога седнав беше дадена конкретна насока, беше надприродно, може да кажам, си викав, може да сум полуден, а ќе го правам тоа што ми го кажува. Добив насока на телефонот да го отворам Фејсбукот и да пишам име и презиме кој што треба да ми помогне. Тоа беше името на Константин Кајшаров. И јас така надприродно дојдов до таа личност каде што ја не знаев никој ни што е, но од денешен аспект кога гледам, всушност било навистина голема помош, бидејќи ја кога дојдов до вратата на тој човек, едноставно почна промената во мојот живот. Таму се среди све. Така. Ајде да ја слушнеме и Билја. Како Билја дојде до црквата Блага Вест? Добро вече. Па у мојој потреби и потрези за Богом, istinom i isceljenjem, ja sam konstantno gledala na internetu hrišćanski sadržaj. Na TikToku, na Facebooku, na YouTubeu pratila sam hrišćanski sadržaj i jednog dana ugledala sam intervju sa pastorom Konstantinom Kajšarovom u kome on priča kako je doživeo bogojavljanje i kako je u njegovom životu nastala promena kad mu se Bog objavio i javio. Ja sam taj intervju ozbiljno saslušala, a onda sam otišla da pogledam kako izgledaju molitvene terapije u crkvi Blaga Vest, terapije za oslobođenje i isceljenje, koje su vođenje Duhom Svetim. I u tom trenutku rekla sam, pa ovo je za mene. Ти беше во Белград и дојде во Скопје на молитвена терапија кај пастор Константин во Христијанската црква Блага Вест. I jeste, tako je. Dobro. U međuvremenu upoznala sam jednu devojku iz Beograda koja je hrišćanka i sa kojom sam ovde došla jer je ona ovde već imala kontakte i dolazila je ovde. I prvi put dolazim u crkvu Blaga Vest u oktobru mesecu 2024. godine na jednu svečanu bogoslužbu koja je bila sa isceljenjem i prorokovanjem. I kada je pastor Konstantin Kajšarov pitao ko ima potrebu za molitvom, ja sam mu prišla, predstavila se i zamolila sam ga da se pomoli za mene, za moje zdravlje, što je on i učinio. I što se sluči posle? U toku te molitve ja sam pala
plakala sam, ali sam doživjela jedno kompletno rasterećenje, oslobođenje, mir i kao da je neko odvalio kamen ovde iz mojih grudi. I razgovarala sam sa pastorom Konstantinom i onda je on meni rekao, kao da je, iako smo se tada prvi put u životu sreli, rekao mi je stvari i sve je bio u pravu, jer sam ja to već i znala. Rekao mi je, pa ti si imala posla sa vešticama, sa magijama, i počeo je da mi priča šta se tu sa mnom zbivalo i dešavalo. A ja sam na to rekla, znam. Evo, ja se već 20 godina samo time i bavim. Ti веќе 20 години поминуваш ситуација со магиски влијанија. Tako je. И тоа се одразува практично на твоето здравје. Tako je. Може ли да ни споделиш Može. што се случуваше, Može. што поминуваше, Može. какви ситуации? Naime, ja sam 20 godina imala problema sa magijskim dejstvima koje su bile usmerene ka mom životu i svim aspektima i oblastima mog života, rada i delovanja, od više počinioca koji su se tu negde samo smenjivali posle ne tako kratkog vremenskog perioda, a nekad i po dvoje u isto vreme i stalno, konstantno u jednom začaranom krugu. Imala sam simptome kao što su nemoć. Nemoć koja je kao curenje snage, kao izbušen balon. Čak sam i 2 godine bila konstantno vezana za krevet, iz kog nisam ustajala. Imala sam nemoć, slabost, tugu, depresiju, anksioznost, međutim i destruktivne misli. Imala sam probleme sa zdravljem, ostala sam bez zdravlja, gde nije mogla da se uspostavi dijagnoza tačna. To se manifestovalo kroz bolove u telu, kroz bolove u želucu, u kostima, u zglobovima, u glavi, bez dijagnoze, kroz alergijske manifestacije, kroz ponekad i poneke infekcije i tako. Čak sam ostala bez posla, bez novca, jednostavno bez emotivnih partnerskih odnosa, bez porodice, sa problemima i u matičnoj porodici, sa roditeljima od kojih sam bila odbačena, problema i rastave od mog deteta, na svim aspektima mog života to se manifestiralo i bili su stalni obrasci ponovljenih nemoći i neuspeha. Da li proba da najdeš izlez, rešenje за да се промени сето тоа во меѓувреме пред да дојдеш на молитвената терапија? A da. Da? Ja sam ne znajući iz velike greške, želeći sebi da pomognem, 20 godina išla po bajačima, po gledačima, kod hodža, kod astrologa, numerologa, magova koji se bave manifestacijom, nosila sam amajlije i tako dalje, sve što predstavlja New Age ili okultizam ili bajači, gledači ili kako se već to zove. I samo sam se vrtela u začaranom krugu non stop. Znači non stop sam bila u jednom te istom začaranom krugu. Stalno se ponavljalo, obnavljalo i već sam se pitala šta je to, pa kako to meni toliko dugo, baš tako i tako. I ja sam shvatila da trebam da tražim Boga. I 1 godinu dana ja sam pokušavala jednostavno da ga nađem i ovde sam došla u crkvu Blaga vest i nakon svih tih molitvenih terapija koje sam imala, od kojih sam se osjećala bolje, lakše, poletnije, gde sam dobijala mir, radost i rastorećenje,
prave promene, celosne one, počele su tek nakon mog nanovog rođenja, odnosno vodnog krštevanja i krštevanja Duhom Svetim. Tu su počele već one prave, istinske transformacije u mom životu. Presekle su se ta magijska dejstva. Ja sam bila smenjenog uma. Jednostavno smenile su se moji pogledi na život. Sve što mi je nekad bilo bitno, sad mi je postalo nebitno. Sve što moje želje, htenja, volje, pogledi na život, pogledi na svet, pogledi na druge ljude, sve je to smenjeno. Smenjen je moj ukus. Jednostavno ja sam postala druga osoba. Tada, kada sam prvi put došla u crkvu Blaga vest, jednostavno u mene je selo to da je samo Bog put, istina i život, i okrenula sam se od svega toga, sam se odrekla i nastavila sam da idem onim pravim biblijskim hrišćanskim putem. Така. Ќе се навратиме повторно да продолжиме. Ви сакала да продолжиме сега со Антонио. Што се случува сега понатака во твојот живот, откако, да речеме, го примаш Исус, прв пат слушаш за Исус, како настанува таа пресвртница практично во твојот живот? Со кратки зборови, се што не бев порано сега сум и обратно. Се што не правев порано сега правам. Односно, сега живеам еден живот по кој што го посакав од секогаш. А тоа беше живот со мир. Она што главно не остигаше во мојот живот беше мирот. Отсуствуваше мирот. Она кое што го искусив од како го спомнав како дојдов до вратата на Константин, беше моментот дека од тој момент како настана самиот разговор, настана после дојдов и јас исто така на молитвените терапии, каде што јас искусив едно надприродно искуство, па можеби го прифат го запознав Исус Христос таму. Беше можеби моја мисла е таа дека Господ ме спремал, ми ги отварал очите за да кога ќе дојде правиот момент да го запознам него, да не биде тумач, но јас преку раците на Константин Кајшаров, тоа беше изворен момент што ја нема никогаш да го заборавам. А јас го сретнав Христос. Он кога ги положи рацете врз мене за јас да го примам Светиот Дух, јас имав буквално на физичко ниво средба со Божјата слава, средба со Светиот Дух. Ја тогаш бев како оној Тома кој што реално сите збореа Исус, но јас имав една точка во мене што имаше дилема дали е тоа или не е тоа, но тогаш како Тома, нели, како Исус му каже, еве сум верува, истото ми го напри на мене. И од тогаш оно што го изгубив реално е стравот, а пред све стравот од смртта. До тогаш имав страв и за животот, но страв дека ќе го изгубам животот. Од тогаш тоа не се случило, зашто знам дека мојот живот понатака е во рацете на Христос и еве више колку 10 години. Пројда многу брзо. Так. И од тогаш веќе се случува пресвртница во твојот живот, почнуваш да доаѓаш на богослужби, да читаш Библија. Да, апсолутно. Од самиот прв ден ми беше дадена да читам книга на Библијата секако, значи тоа е првото, но на првиот разговор мора да го споменам, тоа е интересен еден момент каде што Константин ме праша дали знам да читам книги, дали сакам, односно да викам да, па некогаш. И ми ја даде книгата како да го слушаш Божјиот глас, во кој што се опишува неговото сведоштво и како нели на самото негово богојавление, Господ му кажа ти ќе бидеш мост преку кој што ќе дојдам во животот на луѓето, и токму тоа се случи кога ги положи рацете врз мене, кога што кажав, он постана мост и Исус дојде во мојот живот. На што те учи пасторот? Или што учиш од него, од богослужбите и воопшто? Тоа е едно практично живо слово, пренесено од Библијата и да бидам зависен од Христос и никој повеќе. Пасторот, мене лично,
ја морам да го посведочам тоа, има премногу, можам да кажам, инвестирано во мене, не само не мислам на пари, него мислам на време, на емоции, на труд, на некој како родител, вистински родител. Ја во неговите, можеби во моите родители не видов толку вистински родители колку што видов во него, бидејќи он сакаше, он го виде капацитетот во мене. Он го виде еден капацитет кој што може да се разви и се разви. И се разви денеска со радосно срце сведочам, не само во овој подкаст ќе се слуша, ќе се гледа, но и пред секој. Ја патувам по светот, па и широм светот го сведочам истото. И животот е убав, тоа го научив. После таа средба со Христос и разговорите со Константин Кашаров, научив дека животот е убав и вреден да се живее. Од она претходно што го размислував дека не е вреден да се живее и дека сум само, знаеш, имав чувство дека сум отпадок у светот, дека не треба да сум тука. Тоа беше едно гадно чувство кое што го снема нормално и сега мислам дека сум посебен и како што вели Нери самиот Бог, ти си посебно створен, јас те створив чудесно. Так, но сега ти веќе се подготвуваш да одиш во Индија, од каде што впрочем е и твојата сопруга. Сега си семено реализиран, сега комплетна сум семено реализиран, трансформација. Беше исто така наговестено од на надприроден начин, бидејќи имам веќе искуство, Бог знае дека тоа ми може да го покаже кај мене. Ми беше навестено уште пред да ја запознам сопругата, каде ќе ја запознам, на кој начин и така се случи. И знаеш, од секогаш си имав чувство во мене дека мојата сродна душа е некаде далеко и така испадна на тоа чувство, може би Бог го наследил во мене уште од млада возраст и да, сега сум себено реализиран, имам прекрасна сопруга која што знаеш, кога доаѓа правата сродна душа во твојот живот, ја чекав, јас сум 35 години, ја запознав на 34, сега сум 35. Не треба да се брзат и работи, треба да се остави животот, чие што име е Исус, како вика јас сум животот, он да те донесе до правата личност и токму тоа се случи. Јас сум многу радосен за тоа што имало претходно обиди, но не беа прави, не беа вистински, кога дојде вистинското нешто. Како викаат, нели, од Бога доаѓаат вистинските работи. Така, убаво. Да ја прашаме Вилја, дали ти е тешко да патуваш од Белград до Скопје на богослужби? Дали со радост доаѓаш? Ајде, раскажи. Ја из Београда долазим у Скопје, путуjem на богослужбе sa velikim zadovoljstvom, sa radosnim srcem i kad se vratim u Beograd, ja jedva čekam kad ću da dođem, ja to smišljam kako ću, kad ću. Nije mi teško, ostajem ovde u Skoplju, ako treba i 5 dana, i 10 dana, i 15, i koliko mogućnosti dozvoljavaju. Zato što ovde u Božijem domu, u Božijoj kući u kojoj me pribira, imam mir, imam radost, imam sreću, ispunjena sam i naša crkva Blaga vest sa pastorima Konstantin i Milena Kajšarov, koji su pod silnim, snažnim vodstvom Duha Svetoga i našeg Gospoda Isusa Hrista, gde se živi živo, biblijsko hrišćanstvo, gde se prima duhovna hrana i Božja reč, gde se organizuju u njihovom mentorstvu molitve za isceljenje i oslobođenje, gde se slavi i proslavlja naš Gospod Bog, Spasitelj Isus Hristos i njega uzdižemo, njemu prinosimo svu slavu, čast i hvalu i sa velikim zadovoljstvom dolazim ovde u Skoplje, u crkvu Blaga vest. И навистина си пример дека твојот живот од тоа што беше и сега е драстично променет. Drastično. Ja doživljavam to kao veliku transformaciju u svom životu. Nekada i sad to kao da su dve različite osobe i ličnosti. Da. Прекрасно. Ако во денешницава е табу тема зборењето за магии, вие на вистина потврдувате со вашите сведоштва дека тие постојат и дека преку Исус
е возможно да се растурат тие магии и да се трансформира животот на човекот. Јас во раце имам и една книга Растурање на магии и заштита во името на Господ Исус Христос од пастор Константин Кајшаров, и сега за крај би прочитала само еден дел каде што вели: Сатаната шири една голема заблуда, да мислите дека тој не постои, дека е измислица или легенда, а таква камуфлажа користи во стратегијата за да ве окупира. Магијата е негово средство кое е камуфлирано со идејата дека не постои. Има многу интересни и корисни информации во оваа книга, и дали имате нешто уште за крај, завршна некоја реченица до сите кои што не гледаат? Да, може веќе упатам првично, значи до помладата популација, пред све како што мене ми се случуваше на млади години, кога ќе ви се случат вакви работи, кога ќе видите дека животот ви иде во регрес, дека не успевате, не се обраќајте кај бајачи, кај гатачи, обратете се кај Господ Исус Христос, но што само тој е правата личност да ве ослободи од сите тие влијанија. Така, Билја? Evo ovako, ja bih poručila svima koji imaju problem sa magijskim dejstvima, sa demonskom silom, sa bilo kojim napadima, da ne idu po bajači, gledači, zato što je to samo začaran krug u kome će se vrteti non stop, u kome će otvoriti vrata svog života za dejstvo demonskih sila koje legalno imaju pravo da ulaze u njihov život i da ih uništavaju, a samim tim rade veliki prestup i greh koji je gnusoba u Božjim očima i tako navlače još dodatno i prokletstvo na sebe i na svoj život. Nego bi ih zamolila za njihovo dobro da se obrate kod jedinog pravog i istinitog Boga, Gospoda Isusa Hristosa Nazarećanina, koji je naš Bog, naš gospodar, naš kralj, naš spasitelj, naš lekar, naš iscelitelj, naša stena, utočište i pribežište i naš dom, jer jedino tako mogu biti zaista oslobođeni i isceljeni, jer koga Isus oslobodi, zaista je slobodan. I da se svrte kod Gospoda Isusa Hristosa, da ga prihvate za svog gospodara i kralja, da postanu nanovo rođeni i spašeni i da njihovo ime bude upisano u knjigu života. Прекрасно. И за крај јас би додала дека овие животни приказни навистина се потврда дека магиските окови пукаат пред вистината која што е Христос, но затоа е потребно да го имаш во своето срце. Довидување до следниот клуч.